По 13-ти пат во Прилеп се одржува семинарот за народни песни и инструменти во состав на фестивалот Пеце Атанасовски, чие 49-то издание треба да започне во петок на камената бина на плоштадот Александрија во Прилеп. Годинава дел од овој семинар се десетина млади кои што учат во средното музичко училиште Илија Николовски Луј од Скопје и кои што веќе имаат вештини за свирење на одредени народни инструменти. А тука само го надополнуваат и го надоградуваат своето знаење и се учат на поавтентична изведба на народните песни. Многу е важно овие млади луѓе да продолжат по патот на традицијата, по патот на она што нашите предци го негувале и го создавале и твореле низ текот на вековите од и во минатото и денес. Да не остапуваме многу со музиката која што се исполнувала на овие инструменти, бидејќи сепак нашиот идентитет е тој како што е, а најмногу се можеме да го нагласиме преку самата музика. Оно што го свириме, оно што го зборуваме преку инструментот и оно што го кажуваме со безбројните песни кои ги создал нашиот народен гений. Како тема на годинешниот семинар е земен Малешевско-пијанечкиот регион, за кој што семинаристите ги прошириле и своите теоретски знаења за песните и ората од овој крај. Бидејќи секој оној кој што се бави и занимава со музика, пеење, свирење, играње, треба малку да знае и некои теоретски работи за потеклото на инструментите, потеклото на песните, потеклото на они игрорни образци кои се негуваат во тој регион. Што сакам да кажам? За еден уметник, можам да кажам уметник на овие народни инструменти, ќе биде многу побогат кој ќе има прилика да ја презентира неговата музика која што изведува, не само како таа звучи, туку да даде една елаборација за нејзиното потекло, кој ја пел, во кои моменти, во кои обреди била дел таа музика. Младите кои што се дел од овој семинар велат дека се дојдени во Прилеп затоа што сакаат да научат повеќе за нашиот фолклор. Потенцираат дека има се поголем интерес кај нивните врсници да се продолжи да се изучува нашата традиција. Истакнаа дека кога би имале повеќе можности да ја презентираат нашата култура надвор од Македонија, многу повеќе би се популаризирала народната музика кај младите. Сега повеќе тие настапувале во Македонија, а многу поретко во странство. Јас за семинарот Пеце Атанасовски мислам дека е многу добар семинар и добро ќе се одрази на нас со тоа што ќе усовршиме ќе ги усовршиме владањата на овие народни инструменти. Јас оваа година почнав да свирам кавал и се надевам дека и од тука ќе што се вика ќе украдам некои техники или начини на свирење така што ќе подобрам моето изведување на овој инструмент. Мислам дека во голема мера е зголемен бројот на семинаристи и на деца кои сакаат народни инструменти и мислам дека треба да продолжи и понатаму кога нашите професори ќе го препуштат ова на нас помладите, мислам дека треба да го превземеме и да продолжиме да го негуваме тоа што ни останат од предците, затоа што тоа е нашиот идентитет и тоа е нешто со што можеме да се разликуваме од другите народи во светот. Свирам на кавал веќе 4-та година. Од лани почнав да свирам и тапан. И така ми беше некако предизвик да почнам да го свирам, затоа што сметам дека многу малку девојчиња свират и сакав да пробам да видам како ќе. Баш во мојата генерација има многу деца кои свират. Исто во мојот клас повеќе сме свирачи него што сме играорци или пејачи. Така да јас мислам дека се понатаму и понатаму се повеќе деца ќе почнат да свират инструменти. Ако се основа се повеќе школа, ако има се повеќе концерти и мислам дека исто дека кога би имале настапи, ако би презентирале надвор државата, ама ние како деца буквално, тогаш би било многу поголема популарност и би било многу подруго да се презентираме нашата држава секаде буквално. Инаку фестивалот ќе започне во петок во 19 часот на камената бина во Прилеп, а вториот ден во саботата учесниците ќе настапат во Долнени кај местноста Рудина.